Колешке, местото каде што треба да дојдат функционерите, а секако да ги поканиме и другите засегнати страни, е токму овде на комисијата. И мислам дека соодветно место е вие како предлагачи да ги поканите, да определиме. Комисијата не мора да заврши во еден ден. Можеме да поразговараме, бидејќи се работи за суштинска тема. Еве, од овде најавивте дека ќе ги обезбедите директорот на фондот за ПИОМ, од Министерството представник, од синдикатите, да можеме да поразговараме, да ни ја објаснат ситуацијата, бидејќи ова е двострана комуникација. Затоа ве повикувам како овластени предлагачи ова да го направите и го замолуваме председателот, ако може истиот да се заложи заедно со вас, да ги обезбедите овие луѓе, секако со анализите, да можеме да ги разгледаме соодветно на ова работно тело, кое што е всушност и тоа му е целта. Во насока на тоа, сакам само едно да ви забележам. Добро е што признавте дека измените за осогласување на пензиите сте ги донеле со намера да го стабилизирате пензискиот фонд. Добро е, значи признавате, со тоа се ускратуваат на пензионерите осогласувањето со покачувањето, односно осогласување со пензиите, за двата параметри кои што претходно беа услов. Меѓутоа, почитувани колешки, стабилизацијата на пензискиот фонд се врши со поголем број на вработени пред се во реалниот сектор, економски оператори кои што ќе вработуваат, странски инвестиции кои што немате една донесено, почитувана колешке, а знаете колку луѓе работат во овие странски инвестиции, со сета ваша критика спрема нив додека да дојдете на власт, а сега кога ги користите бенефитите од приходите од нивна страна, од данокот на додадена вредност, сите придонеси во пензискиот и здравствениот фонд, сите примања кои што одат во реалниот сектор преку исплаќање на плата, не ги спомнувате. Само така, почитуване колешки, ќе се стабилизира пензискиот фонд, а не со кратење на правата на пензионерите. Друга лага, која што ја рековте, и манипулација од говорницата, е тоа дека претходно пензиите се покачувале еднократно 700 денари. Почитувана колешке, покачувањето беше со покачување. Еднократно, не еднократно, туку линеарно на сите пензионери, истото покачување се оди во наредните месеци. Не станува збор како вашето покачување од 36 денари. Подценување на земјоделците, подценување на сите пензионери кои што биле по било кој друг основ пензионери, вработени во јавна администрација, во градежен сектор, во сите. Подценување со 36 денари, колешке, а 700 денари линеарно, не станува збор за само 700 денари покачување. Според вашите мултиплицирани начини на пресметки, ова представува некаде околу 15.400 денари годишно, почитувана колешке, а не вашите, колку што рековме, 36 денари ги сметавте за неколку месеци, им предочивте на пензионерите дека ќе им ја качите пензијата за 200 или 300 денари. Тоа беше 36 денари покачување месечно, почитуване колешки. И уште нешто, додека овде бевме, по информација морам да спомнам дека имам дозвола да го кажам од почитуваниот колега Бране Петрушевски за тоа колку ни функционира системот и колку во време на пандемија институциите ни функционираат, е пример неговата мајка, која што самиот ми го каже како пример и ме замоли да го објавам овде да го кажам, е дека истата 6 месеци чекала решение за пензија, за остварување на пензија без здравствено осигурување во време на пандемија. Тоа се пропусти кои што не смеат да се дозволат за било кој граѓанин во Република Македонија. Ви благодарам.